Мој роден крај, јас не сакам за тебе пеја, а за драги пријатели, сограѓани, соученици на моите родители, мои другари од детството. Кога на штабот пред некој ден се одлучуваше каде ќе правиме митинг овде во Битола, прашав менде зошто ВМРО ДПМН со 50 автобуси правеше на толку малеж од плоштад. Има ли поголем од Гоце Делчев да не собере сите? И ова е Битола. Ова е разликата меѓу СДСМ, меѓу коалицијата Сонце и ВМРО ДПМН на она мало плоштадче пред Магнолија што се собраа со стотина автобуси од секаде донесени. И ова е најдобар доказ зошто ќе победиме на 1 јуни. Почитувани пријатели, пред некој ден, додека бев на средби со граѓаните, ми јавија дека ме осудиле за клевета. Наивни, мислат дека можат да ме замолчат, мислат дека можат да не замолчат сите нас. Па јас сум од Битола, одовде потекнуваат многу славни линденци, многу херојски првоборци, бранители до 2001 година. Нивното достоинство не ми дава за право нити да ќутам, нити да молчам, туку секогаш да се борам за истината и за интересите на Република Македонија. А господин Емилија Накиевски, господин Емилија Накиевски, 1000 евра ќе ги чувам и штедам, ќе ви требаат за цигари, ќе ви ги носам секој ден по 20 тона. Зошто во 2006 година ги теравте вработените од водостопанство да штрајкуваат пред нашите партиски простори овде во Битола, а за 2 години ништо и ниеден нивен проблем не решивте? Зошто преродбата за градежното предпријатие Бетон Битола значеше затварање и 800 луѓе на улица? Каде е зоната Жабани, господине Милошевски? Дали воопшто препознавате кога очакот на рек чади, а кога фрла магла? Дали знаете дека за 2 години театарот, овој славен театар, бил надвор само еднаш и тоа во Пожаревац? Случајно Слободан Милошевиќ е роден таму. Тоа ли е традицијата, иминатото и вредностите на овој театар? Дали знаете дека вашиот, твојот председател Никола Груевски, како министер за финанси, ја продаде пивара на непознат човек и со неисплатени опарски, денеска се спрема стечај во таа фирма? Дали знаете дека воопшто не помагате на светски, изведете дали во Битола или во Охрид? Ќе однесам во 2 семејства. Таму има едно 6-годишно дете. Кажете му, господине Милошевски, зошто неговиот татко е преместен 200 километри од местото каде живее? Кој ќе си игра со тоа дете? Кажете му го тој одговор, зошто тој мора од Охрид доди во Крива Паланка, а овој од Битола мора доди во Ново село? Го знаете ли тоа, господине Милошевски? Тој одговор му го должите на нивните деца. Почитувани, сакам да се обратам до припадниците на Министерството за внатрешни работи. Ама на оние стручните, професионалните, вистинските заљубеници во својата професија. Вашите предпоставени се нервозни. Вашите нестручни предпоставени се нервозни. Нивните аматери, ментори се уплашени. Губат во секоја изборна единица. Ќе ве тера
во паника, ќе бараат од вас да направите нешто што не е во согласност со законот. Ќе бараат од вас да ја премините линијата и кодексот на однесувањето. Не се плашете. Само уште 7 дена се на власт. Кога ќе го побараат тоа од вас, дајте им го писмото што Дуреев им го прати за припадниците на Министерството за внатрешни работи. Не се плашете, издржете, ние сме со вас, само уште 7 дена се на власт.